Државниот архив на Република Македонија представува специјализирана институција во која е собрано целокупното архивско наследство. Архивот е чувар на нашето минато и нашата историја и светилник за нашата иднина. Колку ние ја чуваме оваа институција која се грижи за колективната меморија и историското минато. Го посетивме архивот и поразговаравме со директорката професор доктор Наташа Котлар за состојбата во која се наоѓа тој, за зградата во која се чува историјата, за предизвиците и почетоците на архивот. Создавањето на архив во онаа далечна 1951 година е резултат на луѓе со особена визија и свест. Меѓу нив е и првиот директор Димче Мире, кој што ги постави основите како треба да се одвива архивската дејност на македонска почва со оглед дека ние излеговме од војна. Тогаш почнуваат да се прибираат материјалите од видни истражувачи, мои идни професори, значи тоа се луѓе од занает. И неговите наследници се трудиле тоа да го запазат и да останат доследни на значењето што е она архив. Бидејќи според Димче Мире, нашиот доајен, ако немате архива или ако немате развиена архивска дејност, вие немате ни нација. Самиот архив е построен како што треба, востановен во таа далечна 1951 година, но својот објект по сите пропозиции и стандарди го добива во 1969 година. Се работи за еден швајцарски проект кој што ги запазува сите стандарди за архивско работење кога се постројува една таква зграда и институција. Може би ќе се сетите која е таа зграда. Во моментот многу често ја даваат на кадар, а тоа е зградата каде што е сместено сега јавното обвинителство за организиран криминал и корупција. До 2012 година архивот е во својата матична зграда, каде што се запазени сите стандарди на провев, на температура, на влага, на обид за чување, на обид за безбедност или обезбедување на архивскиот материјал во нормални услови, но и во вонредни услови. По некоја случајност, можеби и недобра информираност, владата на Македонија во тој период носи одлука архивот да се премести во овој сегашниот објект, кој што воопшто не ги запазува стандардите за архивско работење. Во депоата има оригинални документи, писма, фотографии и други материјали од познати револуционери и линденци, просветители и писатели, уметници, општествени дејци, како и документи од најзначајните политичко-историски процеси, настани и личности од поново време. Но условите во кои се чуваат тие се несоодветни. Директорката Котлар вели нема што да се зборува. Доволно е само да се прошетаат ходниците и се ќе биде јасно. Преселбата се случува 2 години подоцна, 2014 година, и од тогаш па наваму бројни се барањата на вработените до раководните и управните представници на државата дека архивот би требало да се најде повторно во својот објект, бидејќи покрај таа зграда што ги има сите стандарди и пропозиции, донезе се наоѓа еден објект кој што ние го именуваме како депо, односно простор каде што се чуваат и заштитуваат документите, и тука ни се наоѓаат околу 90% од документите кои што имаат особено архивско значење. Во нашето отсуство, веќе скоро деценија ќе се направи, ние имаме проблем веќе со тоа депо, кое што во моментов за среќа успеавме да започнеме да го санираме, и имаме еден помал дел во оваа зграда на 6-ти спрат, каде што имате и одводни и водоводни цевки. За жал, со оглед дека ова е простор кој што најверојатно примарно бил наменет за сосема некоја друга дејност. Очигледно дека не е за архивско работење,
бидејќи вработените кои што го работат материјалот и од стариот период, но и новиот период, и зимно и летно време имаат сериозни проблеми, бидејќи тоа е материјал, да објаснам, кој што е од постар датум, кој што во себе има природно прашина, има некои микроорганизми, кои што на некој начин во соодветни услови тие треба да бидат или елиминирани, или прочистени, за да може да се работи. Тоа е едниот дел. Во делот на безбедноста, како што не е обезбедено соодветно работење на архивските работници, не е обезбеден ни оној примарно заштитен дел. Ние во овој момент се трудиме да обезбедиме соодветна документација, за жал поучени од едно несреќно и трагично искуство што ни се случи неодамна. И во таа документација се обидуваме во овие услови да обезбедиме проток во моменти на водрена состојба, како што претпоставувам дека ме прашувате. Иако нема помошни излези, нема соодветни други пристапи за човечко, физичко делување, можете да замислите и за земање на материјал кој што би требал да биде пренесен. Така што во овој момент ги превземаме сите мерки кои што би спречиле евентуална некоја непогода, дали од природен карактер или од човечки карактер. Архивскиот материјал е наше трајно национално богатство. Директорката на архивот апелира да се покаже општествена одговорност во негово зачувување. За жал, ако македонскиот архив во време на југословенската заедница беше еден од најдобрите и во архивското работење, и во архивското постројување како објект, како кадар и така натаму, за жал, ние во моментов сме многу назад. Им честопати ми се случува кога сме ние на некои заеднички средби со југословенските други представници на архивите, бидејќи ние сме сите наследници на архивскиот материјал создаван во поранешната југословенска држава, и на тој начин, значи, имаме статус на сукцесори. Кога ќе забележам колегите во Словенија колку се отидени напред, не само во однос на дигитализацијата, во однос на објект, имаат прекрасен објект кој што државата на вистина се потрудила да го построи. Со хрватските исто така, иако можеби колегите од Србија имаат предизвици, но и тие се подобри, па дури и колегите што се од Босна и Херцеговина. Знаете, ние како луѓе кои што сме долги години во научно-истражувачкиот дел, па и во заштитниот и обработката на документите, сваќаме дека мораме да реагираме. Правиме големи напори, меѓутоа, не е тоа само доволно, доволно е самата држава да почне да се цени самата себе си и да ги активира институциите кои што се за нејзе построени. Архивот е една таква институција која што треба да го има своето значење и место во оваа држава, бидејќи сите сме упатени кон архивот. Лично, семејно и нормално во една ваква ситуација, кога и како држава и како нација сме на удар и преиспитување на нашиот историски, јазичен и културен идентитет, ние треба да имаме архива која што секогаш ќе говори во полза на она што представува и наша придобивка, но и наша посебност. Архивот постои за нас, за нашиот јазик, идентитет. Тој е доказ за нашето постоење. Затоа заслужува поголема општествена и институционална грижа.